Почнуваме со урбани вести и добро дојдовте. Денот на независноста 8 септември ќе биде одбележан во дворот на владата под отворено небо. Како што соопшти денеска владиниот портпарол Миле Бошњаковски, предвидена е богата програма, а поканети се сите граѓани. Ова е веста на денот со која ги започнуваме урбаните вести, во продолжение следува генералната најава. Се подобруваат условите во 6 општини во Македонија преку проектот на Светска банка. Општина Газибава продолжува со субвенционирање за купување печки на пелети. 120 денари за пасош и 600 денари за вакцина, потребни при чипирање на домашни миленици. Нова услуга за електронско плаќање на сметките за вода. 6 општини со 290,7 милиони денари преку проектот со Светска банка ќе ги подобруваат условите за живење на граѓаните. Целта на проектот е преку инвестиции во капитални проекти да се подобрат условите за живот во сите општини во Македонија. Преку проектот се финансираат изградба и реконструкција на локални улици, на комунална мрежа, изградба или реконструкција на училишта, градинки и други јавни објекти во општините. Општините Киселавода, Кавадарци, Илинден, Студеничани, Жилино и Цинтар Жупа добија вкупно 290,7 милиони денари со цел подобрување на општинските услуги. Предвидено е да се реализираат 8 проекти, кои предвидуваат изградба и реконструкција на локална патна мрежа, атмосферска канализација и реконструкција на основно училиште. Општина Илинден од овој проект ќе добие 29 милиони и 500 илјади денари, кои ќе ги намени за реконструкција на потегот од Кадино до Клучката до автопатот А4. Овој проект значително ќе придонесе во делот на безбедност на сообраќајот, подобрување на патната инфраструктура и е една од клучните потреби кои што беа зацртани во приоритетните проекти на општина Илинден. Општина Илинден и во изминатиот период во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги реализираше повеќе проекти и тоа во областа на енергетска ефикасност, каде што со изградба на енергетско ефикасни системи за грејење и ладење во општинските установи се подобрија условите во образовниот процес и во детската градинка за згрижување на деца од предучилишна возраст. Во Киселавода ќе се направи атмосферска канализација на улиците во населба Пржино во должина од 5200 метри, со што, како што информира градоначалникот Филип Темелковски, ќе се подобри животот на 3500 жители. Во последните 50 години во оваа урбана заедница не постоеше систем за управување со атмосферските води, што често пати резултираше со негативни последици врз животната средина, не само на конкретната урбана заедница како висока централна област на падините на водно, туку и на ниските зони на општините, каде што завршуваше атмосферската вода за време на дождовните периоди. Министерот за финансии Драган Тевдовски истакна дека подпишувањето на договорите за 8 нови капитални проекти во 6 општини од 4 различни региони е најдобар показател за развој и за подобрување на општинските услуги подеднакво за сите општини во Македонија. Тука може да видите една разноликост по сите линии, по сите критериуми преку проектот кој Министерството за финансии го спроведува со поддршка од Светска банка, се настојува преку инвестиции во капитални добра. Прво, граѓаните да добијат подобри услуги од своите општини и второ, да се развие локалната економија. Проектите кои што ги подпишавме се во вкупна вредност од 290,7 милиони денари, од кои 262,2 милиони денари се обезбедени преку проектот за подобрување на општинските услуги. Останатите средства се обезбедуваат преку буџетите на општините. Благодарение на овие договори, на овој проект, ќе се подобри патната инфраструктура за околу 20 километри локален пат, ќе биде реконструирано и едно училиште во општина Желино, кое го посетуваат 300 ученици. Подобра патна инфраструктура ќе користат и 70 компании во општината Илинден, во локалната економска зона Марино Кадино
а вкупно 25.000 граѓани ќе добијат подобри услуги од своите општини. Директорот на Канцеларијата на Светска банка, Мантованели, истакна дека ова е долгорочна програма и дека овие 6 договори се првите договори од втората фаза на проектот. Проектот за подобрување на општинските услуги го спроведува Министерството за финансии со поддршка на Светска банка како и на Европската унија преку ИПА. Целта на проектот е преку инвестиции во капитални проекти да се подобрат условите за живот во сите општини во Македонија. Преку проектот се финансираат изградба и реконструкција на локални улици, на комунална мрежа, изградба или реконструкција на училишта, градинки и други јавни објекти во општините. Досега во рамки на овој проект се реализирани над 70 капитални проекти во над 40 општини. Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје воведе нова услуга за електронско плаќање на сметките за вода. Преку апликацијата Плати брзо, граѓаните ќе можат онлайн да ги плаќаат фактурите без претходно да се регистрираат во системот Мој водовод. Плати брзо е новата услуга за електронско плаќање на сметките за вода. Преку оваа услуга јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје на своите корисници им овозможува онлайн плаќање на фактурите без да биде потребно да се регистрираат во системот Мој водовод. На електронскиот сервис Плати брзо со воведување на фолио број од фактурата, корисниците на услугата можат да извршат плаќање со кредитна или дебитна картичка без провизија, што е поволно за оние корисници кои често патуваат или живеат во странство, соопшти предпријатието. Со електронскиот систем, додава Водовод и канализација, се овозможуваат и сите шалтерски услуги, како што е започнување процедура за ажурирање на личните податоци, преглед на долгови, плаќање сметки или рати, ажурирање на состојбата на потрошувачката на водомери, пријавување дефект, како и електронска достава на месечната фактура или целосно исклучување на печатената достава на сметки. Општина Газибава по втор пат објави јавен повик за доделување субвенции за граѓаните кои ќе купат печки на пелети. Жителите на Газибава кои имаат интерес за овој проект може да се пријават до 1 ноември. Како што информираат од општината, јавниот повик се реализира по принципот прв дојден прв услужен. Согласно буџетот за 2018 година, општина Газибава по втор пат распиша јавен повик за субвенционирање при купување печки на пелети, со цел да ги стимулира домаќинствата за примена на почисто гориво и квалитетни печки за затоплување на домовите. Ваквите печки имаат повисока енергетска ефикасност и пониски емисии во воздухот. Жителите кои ќе купат печки на пелети од денот на објавување на јавниот повик, заклучно со 1 ноември 2018 година, ќе им надомести дел од трошоците направени при набавка на печка на пелети во висина од 70%, но не повеќе од 30.000 денари. За оваа намена од општината информираат дека се преостанати околу 2,5 милиона денари од буџетот на општина Газибава, а јавниот повик ќе се реализира по принципот прв дојден прв услужен. Право на учество имаат жители на Газибава кои ќе купат печки на пелети за затоплување на домовите од денот на објавување на јавниот повик до денот на завршување на повикот и ќе поднесат барање за надоместок на дел од трошоците за набавка на печки на пелети. Од општината информираат дека на јавниот повик немаат право на учество домаќинства кои имаат стамбен објект со приклучок на централно градско грејење, без оглед на тоа дали го користат, како и жители кои имаат стамбен објект во фаза на градба и не живеат во истиот. Сите заинтересирани граѓани повеќе детали околу рокот, како и условите пропишани во јавниот повик, може да добијат директно на шалтерите или на веб страната на општина Газибава. При чипирање на домашно милениче, иако од 1 септември чипирањето е бесплатно, задолжително треба да се стави вакцина против беснило, која чини 600 денари и 120 денари за издавање пасош за миленичето. Докторот по ветеринарна медицина Јасминка Ван дер Флиер рече дека првиот ден имало многу граѓани кои ги донеле милениците на чипирање. Од 1 септември официјално започна кампањата за бесплатно микрочипирање на домашните миленици во Македонија.
Докторката по ветеринарна медицина, Јасминка Ван дер Флиер, рече дека првиот ден имало многу заинтересирани граѓани, кои ги донеле своите миленици да ги чипираат, но и граѓани кои телефонски се информирале. Таа објаснува дека чипот и аплицирањето на чипот се бесплатни во рамки на кампањата на Агенцијата за храна и ветеринарство за бесплатно чипирање домашни миленици, но се плаќа вакцина против беснило 600 денари, која е задолжителна при чипирањето, и се плаќа пасошот 120 денари, кој се издава за миленикот. Микрочипот содржи бројче и преку него практично се обезбедуваат основните податоци на миленикот, што овозможува негово следење. Ако случајно се изгуби, неговиот собственик може веднаш да се лоцира, да се пронајде и да му се врати. Исто така ветеринарната струка на овој начин ќе знае колку животни има и кој е собственикот. Значи чипирањето исто како ние граѓаните што имаме матичен број. Значи основно е да се спроведе према закон за идентификација и регистрација на миленици. До сега се спроведе во Македонија, првен беше за крупна стока, значи ушните маркички што ги гледаме, кај крупна стока, кај миленици имат друг по-софистициран значи облик, тоа е чипот. Тоа е мала чип електрода се уградува подкожно и основна цел е значи да се прво, значи како држава да имаме точна информација за број на миленици и точно да се знае на кој миленик кој е собственик и со тоа собственикот да си преземе одговорност кога ќе земе значи миленик да се грижи за него, не само да се земе за тренутно моментално задоволство и после да нема. Значи секој еден што зима миленик со тоа е должен, значи има одговорност да се грижи до крај на живот за него. Ако има некој умеѓу време други проблеми, сепак има и други начини да се реши за да се вдоми или да се значи секојаш има пренамена на собственост. Микрочипирањето е безболно, а микрочипот се аплицира во пределот меѓу плешките. Микрочипот е мал електронски уред како зрно рис. Содржи информации за собственикот на миленикот, расата на кучето, полот, за тоа дали е вакцинирано и кога е третирано со средство против паразити. Овие податоци во вид на низа од бројки се внесуваат во електронски систем од каде се веднаш достапни. Во пакувањето со микрочипот има и налепница со соодветно бројче, која се става во пасошот на миленикот. За бесплатно микрочипирање се склучени договори со речиси сите ветеринарни друштва во Македонија, вкупно 135, за да можат собствениците на милениците сами да одберат каде ќе го однесат своето маче или куче. Кампањата ќе трае до 31 март идната година, додека не се потрошат набавените 100.000 микрочипови, а ќе се спроведува по принципот прв дојден, прв услужен. Кампањата за бесплатно микрочипирање на милениците е дел од 3-годишната стратегија што ја донесе Агенцијата за храна и ветеринарство, за да се обезбеди здравствена заштита на животните, но и да се поттикне одговорно сопствеништво, како и да се намали бројот на кучиња скитници по улиците. Во рамки на летната акција на Општина Центар за сервисирање на улиците на нејзина територија, деновиве се работи во населбата Маџир Мало, каде се санираат оштетувањата на уличната инфраструктура, а на улицата Ѓуро Ѓоновиќ поставена е нова атмосферска, фекална и водоводна мрежа. Во Општина Центар се врши реконструкција на улиците и сервисирање на ударните дупки. Од Центар информираа дека оваа недела службите на општината се на терен во населбата Маџир Мало, каде интензивно се работи на санирање на оштетувањата на уличната инфраструктура. На улицата Ѓуро Ѓоновиќ, освен редовното одржување, поставен е нов фекален колектор, како и комплетно нова атмосферска, фекална и водоводна мрежа, информираат од Центар. И овој зафат е дел од летната акција на Општина Центар за сервисирање на улиците на нејзината територија. Општина Карпош објави оглас за доделување стипендии на најталентираните ученици и спортисти од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2018-2019 година. Општина Карпош информира дека рокот за аплицирање е до 17 септември 2018 година.
Во новата учебна година, Општина Карпош дополнително ќе ги мотивира талентираните ученици и спортисти од основните училишта да остваруваат подобри резултати во науката и спортот. За таа цел Општината објави оглас за доделување на стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2018-2019 година. Општина Карпош информира дека рокот за аплицирање е до 17 септември 2018 година. Исто така објавен е оглас и за доделување на стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош, кои учат во 8 и 9 оделение во општинските основни училишта за учебната 2018-2019 година. Потребните критериуми кои треба да бидат исполнети и начинот на испраќање на апликациите може да се најдат на веб страната на Општина Карпош. На Архитектонскиот факултет во Скопје беше промовирана книгата Градови за луѓе од Јан Гел од Данска. Професорката Дивна Пенчик од Архитектонскиот факултет во Скопје истакна дека со оваа книга се отвора една нова страница за развојот на градот Скопје. Промовирана е книгата Градови за луѓе од професорот Јан Гел од Данска. На денешната промоција професорката Дивна Пенчик од Архитектонскиот факултет во Скопје истакна дека со оваа книга се отвора една нова страница за развој на градот Скопје. Таа посочи дека професорот Јан Гел од Данска во моментов е еден од најважните личности во архитектурата и планирање на градовите во светот. Нагласувајќи од тоа покажува дека имаме неверојатна можност, бидејќи тој бил и советник на градоначалниците на градовите како Њујорк, Мелбурн и Москва. Тој покажал голем интерес за Скопје. Целата приказна се сведува на тоа како градот Скопје да го направиме град за луѓе, што е потикната од неговата книга, што се вика Градови за луѓе. Гел работи на една проблематика дека планирањето на градовите, организирањето и квалитетот на животот треба да се сведува на човекот. Професорката Пенчик посочи дека почнува акција со поддршка на градоначалникот Петре Шилегов да се отвори дебата за тоа како Скопје да се направи град за луѓе. Таа посочи дека денеска група експерти од различни области ќе зборуваат за нивното гледање на Скопје, какво е сега и какво ќе биде во иднина, обработувајќи тези за град за луѓе, шансите за чист воздух во Скопје и разгледување на различни студии во тоа поле. Гел како професор доаѓа до сознание дека се што се правело и учело од архитектура и урбанизам досега било погрешно, бидејќи во замислите за градовите не бил ставен човекот. Љубица Јанчева, председателка на Советот на град Скопје, истакна дека градоначалникот Шилегов и Гел потпишаа писмо за намери за соработка во делот на урбанизмот и просторното планирање. Фестивалот на новата музика Здраво млади 8 оваа година има рекордна посетеност од околу 5000 посетители. Како што информираат организаторите, 8-то издание на фестивалот привлече голем број странски гости, а има забава и за најмладите во јуниорната програма со концерт на 5+ бенд. Годинашното издание на фестивалот на нова музика Здраво млади 8 е со двојно зголемена посетеност од претходните изданија. Од МКЦ наведува дека 8-то издание на фестивалот покажа дека Скопје има капацитет и желба и за многу повеќе. 12-часовната програма, распослана на неколку седни пред и во МКЦ, ведрата насмеана и разиграна публика, меѓу која и голем број странски гости дојдена во Скопје специјално за фестивалот. Го потврдуваат сето тоа. Фестивалската програма започна со најновото музичко сценско освежување на домашната театарска сцена рап мюзиклот Црнила ремикс во режија на Јордан Симонов, а продукција на МКЦ. Здраво млади оваа година се потруди да ги донесе на концертно уживање и најмладите, креирајќи посебна јуниор програма со концерт на 5+ бенд. Фестивалот оваа година оствари рекордна посетеност со околу 5000 посетители, а како никогаш претходно доминираа млади лица, наведуваат од МКЦ. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Петровец, Газибаба, Чучер, Сандево, Бутел и Сопиште.
Без електрична енергија, утре од 8 часот и 30 минути до 15 часот ќе бидат корисниците од улицата Ленинградска, како и улица Јосиф Јосифов Свештарот, во општина Центар. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, без струја утре од 9 до 15 часот и 30 минути ќе останат корисниците од улица Френклин Рузвелт, број 51, како и булевар Партизански одреди, број 48 во општина Карпош. Без напон од 9 до 12 часот ќе бидат и корисниците од дел од улица Лука Геров, под улица 15 и под улица 17 во општина Ѓорче Петров. За време од 9 до 10 часот и 30 минути без електрична енергија ќе бидат и корисниците од индустриската зона Ќојлија, фирмите Кондер и Беташпет во општина Петровец. Без струја од 7 часот и 25 минути до 12 часот ќе бидат и корисниците од улиците Јани Лукровски, Ташко Караджа, Лазар Поптрајков, Трифун Хаджијанев и Христо Ботев во општина Газибава. Од 9 часот и 20 минути до 14 часот корисниците од Бел Камен, Кучевишка бара, како и Дрвометал во општина Чучер Сандево. Без електрична енергија од 8:40 до 13 часот ќе бидат и корисниците од влезот во населбата Радишани, почеток на улица Скоевска, кај триаголникот на улица Скоевска, улица 1558, како и улица Ѓоре Ѓоревски во општина Бутел. Од 10 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути без напон ќе бидат и корисниците од дел од селото Долно Соње во општина Сопиште. Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност. УВ индексот изнесува 7. Во Скопје слично време, сончево со мала до умерена облачност со слаб до умерен северозападен ветер. Температурата денеска достигна до 28 степен. Во следните денови ќе преовладува претежно сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северозападен ветер, што ќе предизвика опаѓање на температурата за неколку степени. Променливото и облачно време ќе се зголемува и понатаму, ќе има изолирана појава на краткотраен дожд, пороен дожд, а в сабота кон крајот на денот и в недела ќе има зголемување на облачноста со локален пороен дожд и грмежи. Температурата ќе достигне до 28 степен. В петок ќе се движи од 14 до 30 степени, сабота од 15 до 30 и в недела од 15 до 29 степени. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас, останете понатаму со програмските содржини на МТМ Прва Скопска. Повеќе информации можете да добиете на нашата веб страна и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.